За Курбан Бајрам нема откуп на јагнињата, иако цената е иста како и претходниот период. Сточарите велат дека никој не ни прашува за да купи јагне за празникот. Тој е голем удар врз нив, бидејќи јагнињата треба да се продаваат, а никој не ги купува. Бајрам Омер од Штипска Лакавица вели ситуацијата е лоша и загрижувачка во овој момент. Нема ич откуп, нема. Зошто? Нема ли кај да носат трговците, нема ли попарувачка? И бич не ги ни зимат, да ти кажам. Не е сената, не гера сената улога, онака не ги ни зимат. Немало кај да го дават јагнето, нема ли кај да го трошат. Тоа е голем удар за сточарите. Има еден колега наш, околу 350 јагниња има. Јагнињата се више стасани и престасани. Просек по 30-35 кила, кажува човекот. На сите трговци ја звонил и нема откуп, не е продавал ни една јагна уште. Малку покасно го јагниите овците и околу 350 јагниња од 30 до 35 кила просек јагнијата, а нема откуп. Најголем дел од сточарите веќе нема да одгледуваат стока од исплатливост нема. Ниска според сточарите е цената на млекото, а сега не можат да купат ниту храна оти немаат пари. Ваквата ситуација води до продажба на овците и изумирање на сточарството во државата. Има сега за Курбан Бајрам, има многу стадови, еве, да ти кажам, од Радој што го знам, 4-5 сурија овде, по 200 овци, 250 овци. Има на други место што го знам уште по 80, 120 овци, 150 овци, цела сурија. Многу овци. Сурија, мислам, затворија трлите, што нема да го чуват више. Оти не бива, млекото не чекаме да се качува млекото, лани и пола не беше 60 денари, исто е, оваа година исто е 60 денари и млекото. Јагнето сега баш, кога треба сточарите да земат некои пари, јагнето нема откуп. Субвенциите не е исплатени. Еве сега први откуп за јонџето, мина не можеме да земеме. Сега втори откуп почнаа народот да го косат јонџето, па сточарите немат пари. Јагне не е продадено, субвенција не е исплатено и чарето е да се продава, значи друго нема. Иако сточарите чекаа повисоки цени за откуп на јагнињата, сепак претходниот период ги продаваа по цена од 210 до 230 денари жива мера.